Епидемиолошката состојба во земјава со мали сипаници се уште не стивнува. Секојдневно низ повеќе општини во земјава се регистрираат нови заболени лица. За само една недела во земјава се регистрирани нови 71 лица со мали сипаници. Најмалиот пациент е 9-месечно бебе. Состојбата во Струмица не е алармантна и нема регистрирано случаи со епидемиолошка врска, а епидемиолозите велат дека доколку постои, тоа се изолирани случаи и нема никаква поврзаност од појавата на сипаница со епидемиолошки размери. И додека расте бројот на заболени, после речиси 2 месеци, основното јавно обвинителство бара отчет од Министерството за здравство да изврши проверка во сите здравствени установи во земјава и да каже колку МРП вакцини со декларации со истечен рок биле употребувани врз пациенти и дали има појави на било какви штетни последици. Ваквото барање доставено од јавното обвинителство до здравствените власти. Ако има некакви невообичаени последици кај децата што ја примиле вакцината, Министерството за здравство треба да обезбеди податоци кај кои пациенти било тоа, во кои здравствени домови, како и да се пронајде нивната целокупна медицинска документација на јавниот обвинител. Освен тоа, обвинителството во рамките на истрагата што ја отвори под опрен глас наредило да се направи вештачење за исправноста на спорните вакцини, за да може да се спроведе целосната постапка за вештачење. Од МВР е побарано да се овозможи пристап до карантинскиот дел од фирмата Македонија Лек, каде што се чуваат повлечените вакцини кои ќе бидат предмет на испитување. Се вели во соопштението од јавното обвинителство. Фирмата што ги дистрибуираше МРП вакцините тврдеше дека само декларациите се грешни, а вакцините се исправни и се извини за грешката. Истата фирма доби дел и од новиот тендер за набавка на вакцини во следните 2 години. Во меѓувреме, расте бројката на заболени од мали сипаници. Активни епидемии на мали сипаници во моментот во земјава има во 6 здравствени региони: Скопје, Тетово, Куманово, Гевгелија, Кичево и Струга.